4,5 пати е разликата помеѓу најниските и највисоките плати во државата, додека неомилениот просек кај граѓаните за јуни е 31.869 денари, пресметал Државниот завод за статистика. Според истата статистика, најниските плати се исплаќаат во секторот заштитни и истражни дејности, и тоа 17.878 денари. Понатаму, листата на сиромашните ја сочинуваат: производство на кожа и слични производи од кожа 19.529 денари. Услуги поврзани со одржување на згради и дејности на уредување и одржување на животната средина и природата 19.823, производство на облека 22.202 и дејности за подготовка на обрици и служење на храна 22.406 денари и така натаму. Вториот дел од статистиката, на која се наоѓа така наречената богата листа, ја предвиди дејноста: компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности со просечна плата од 81.094 денари. Воздухопловниот транспорт со 50.513, финансиско-услужните дејности, освен осигурување и пензиски фондови 50.043 денари, останатите стручни, научни и технички дејности 49.901 и производство на основни фармацевски производи и фармацевски препарати од 49.697 денари. Споредено со ланскиот јуни, во овој платите се поголеми за 10,9%, но тоа ни оддалеку не ги покрива инфлаторните трошоци. Платите секогаш доцнат за цените и тоа стандардот го прави се полоше. Што државата треба да направи во вакви околности? Субвенционирањето на цените не е секогаш добра опција, исто како и покачувањето на платите по секоја цена. Пари во ваква ситуација треба итно да се пласираат кај социјално загрозените категории, смета Владимир Глигоров од Виенскиот институт за економија.